Почитувани гости, најпрво да ви пожелиме да живеете на овој наш мал свечен чин и за почетокот ве молам да слушнеме македонската химна. Dear guests, we welcome you to today's ceremony. For the start, I would like you to follow the Macedonian anthem. Драги гости, медиуми, дами и господа, добар дојдовте. Велат успешност на еден проект или на една компанија зависи од тимот кој што го прави тој проект или работи во таа компанија. Да се направи одлично дело потребно е многу знаење, труд и вложување. Групацијата на КНАУФ покажа и докажа дека со одличен тим на луѓе се прават успешни проекти и се остваруваат неверојатни резултати. Наша цел е тие резултати и проекти да бидат долгорочни, да креираме нови млади тимови кои ќе продолжат нашата работа и ќе представуваат едно продолжение на веќе успешно започнатата приказна. Денес започнуваме со 8-ти меѓународен КНАУФ Јуниор трофеј надпревар на кој младите ќе можат да ги покажат своите вештини и знаења на полето на градезничеството. Какво значење има овој надпревар за сите нас, особено за учениците, кои го зачуваат овој сегмент, ќе да знаеме говорот на директорката на Градежното училиште, Здравко Цветковски, Раиса Костадиновска. Повелете. Dear guests, media, ladies and gentlemen, welcome. It is said that the success of a project or a company depends on the team that makes the project or works in that company. A lot of knowledge, effort and investment are necessary for a great work to be done. The KNAUF group showed and proved that many successful projects are done and amazing results are realized by an excellent team of people. Our goal is those results and projects to be long-term, to create new young teams that will continue our work and that will represent a continuation to the successful story that has already begun. Today, we start with the 8th International KNAUF Junior Trophy competition, where the young people can demonstrate their skills and knowledge in the field of construction. How important is this competition to all of us, especially to the students who study this segment, we will find out from the speech of the principal of the Secondary Gymnasium and Construction School, Mrs. Dragica Kostadinovska. Почитувани присутни, најнапред да ви посакам добре дојде на сите. Како средно училиште, среќни сме што денеска сме домаќини на овој меѓународен надпревар. Да бидеме дел од ваков надпревар за нас е голем предизвик. Секој надпревар е можност за докажување, за размена на искуства, за надградба на наученото. Dear ladies and gentlemen,
I would like to wish you welcome. As a secondary school, we are happy that today we are the host to this international competition. It is a great challenge for us to be part of such a competition. Every competition is an opportunity to prove ourselves, to share experience and to upgrade what we have learned. Денес ќе се надпреваруваат ученици од 12 земји, ќе видат и практично и теоретски да покажат колку знаат. Во овој образовен процес праксата е најважното нешто. Токму кон тоа се стремиме и ние во нашето училиште. Среќни сме што имаме поддршка од компанијата КНАУФ во овој сегмент. Students from 12 countries are going to take part in this competition. They're going to show how much theoretically and practically know. The practice is the most important thing in every educational process. We, in our school, strive to this aim. We are happy that we have the support from the KNAUF company in this segment of education. Изградувањето на сувата градба е сектор во градежништвото во кој се јавува недостиг на квалификувана работна сила поради континуирано зголемување на примената на системите за сувата градба. Со организација на ваков тип на надпревар, младите стекнуваат практични знаења и вештини кои потоа може лесно да ги вклопат и во своето идно вработување. The performance of dry construction is a sector in the construction building in which there is a shortage of skilled labor workers due to the continuous increase of usage of systems for dry construction. The young gain practical knowledge that can be easily embedded in their future employment by organizing this kind of competition. На крај им посакувам на сите учесници во надпреварот среќа и голем успех во покажувањето на своето знаење. На гостите им посакувам пријатен престој во Република Македонија. I would like to wish all students good luck and great success in showing of their knowledge during this competition. I would like to wish all the guests a pleasant stay in our country. Една од примарните цели на групацијата КНАУФ е вложување во кадри кои ќе бидат идни професионалци во своето работење. Поканувам регионалниот директор на КНАУФ, господин Тодор Деловски, да се обрати. One of its primary goals of the KNAUF group is to invest in staff who will be future professionals in their work. I would like to invite the regional manager of KNAUF Macedonia, Mr. Todor Delovski, to approach. Добар ден на сите. Крискот, велкомен, велкам. Добро дојдовте. Добар дан. И уште нели на 12 јазици да ве поздравам сите. Денеска сум многу среќен. Ова е голем ден за нас. Од една проста причина. Успеавме. Welcome, and in all the other 12 languages, today I'm so happy in one way we have succeeded. Успеавме да ја промовираме сувата градба во градежништвото, успеавме да ги доближиме предностите на овој начин на градење до конзументите. We have succeeded to involve or to implement dry construction in building construction. Успеавме да го мотивираме образовниот систем, да ги мотивираме средните градежни училишта заедно со нас да ја осознаат потребата за овој кадар. We have succeeded to motivate the educational process in this country to implement dry construction in its educational system. И заедно со нас, нели, со несебичната поддршка на, ќе спомнам некои имиња, нели, Велјо, Јела, директорката сегашна на средното училиште, нели, тогашните административци, да ги кажам, и дадува несебична поддршка да го уведеме овој образовен профил во повеќе средни училишта во Македонија. I would just like to mention some names like Veljo, Jela, the principal of this school, who succeeded to implement this dry construction in the schools in Macedonia. Ги повикувам сите средношколци, па и денеска нели на преварувачите, на несебично залагање, на вложување, на труд, на учење.
I would like to call all the participants to show their knowledge. И сакам да ја уверам дека трудот, несебичната работа во животот се исплати. Треба да има цел, треба да има желба да ја оствара таа цел и се надевам дека сите оние кои нели го изучуваат овој знание ќе си го најдат, ќе си ја најдат таа цел и ќе ја остварат. I would like to tell all the students that the effort is worthwhile, and I would like to tell them that they should gain knowledge and share their experience. Ве поздравувам сите, успешен надпревар. За несебичната поддршка имаме една благодарност до нели Здравко Цветковски и директорката. Драго ми е оваа пригода да ја изразам таа благодарност. I would like to award the principal of the school a prize for her involvement in dry construction. Ви благодарам. Тим на млади луѓе ги креираат успешните приказни и во оваа земја. Колку вакви случувања и настани се важни за учениците. Го поканувам секретарот на град Скопје, Гордана Кренчарова, да ви се обрати. A team of young people create the successful stories in the country. How these events are important to the students. I would like to invite the Secretary of the City of Skopje, Mrs. Gordana Krенчарова, to approach. Почитувани гости, представници на медиумите, домаќини на настава. Образованието е една од најважните алки во создавањето на индивидуи кои може да го остварат својот сон. Секој од нас се стреми да го достигне посакуваното, а тоа може да се оствари само ако постојано се надградуваме, ако постојано напредуваме, ако постојано вложуваме во себе, во собственото образование. Повеќе од среќни сме што градот Скопје е домаќин на еден таков настан, меѓународен надпревар на средношколци. Станува збор за настан што за прв пат се организира кај нас. Dear guests, representatives of the media, host of the event. Education is one of the most important links in the creation of individuals who can realize their dreams. Each of us strives to achieve the desired, and this can only happen if we constantly reward ourselves, if we constantly keep progressing, and if we constantly invest in ourselves in our own education. We are more than happy that the City of Skopje is the host to such an event, international competition for secondary school students. It is an event that is organized for the first time here in our country. Учесници од 12 земји ќе покажат колку знаат и умеат во делот на слобода градот, а воедно ќе може да ги видат и убавините на нашата земја. The students from 12 countries are going to show how much they know and can in the field of dry construction, and they are also going to have the opportunity to see the beauties of our country. Надпреварите од ваков тип се одличен начин не само за размена на искуства, туку за градење на нови пријателства. Сигурна сум дека денеска сите учесници ќе покажат максимална креативност и знаење и дека овој надпревар ќе биде повеќе од успешен. Со среќа на сите учесници. This kind of competition is an excellent way not only to share experience, but it's also a great way to build new friendships. I'm sure that today all students will demonstrate maximum creativity and knowledge, and that this competition will be more than successful. Good luck to all participants. Дами и господа, официјално го означуваме почетокот на меѓународниот научно-научен надпревар. Ве поканувам на мал коктел пред самиот почеток. Ladies and gentlemen, I now officially mark the beginning of the International NAF Trophy competition. I would like to invite you to a small cocktail before the beginning.
Show.